Кратки најави за денес. Се реафирмира Сдруженијето на дијабетичари. Ќе се организираат бројни настани за едукација на граѓаните. Кардиолошки центар Охрид утре ќе врши бесплатни прегледи на граѓаните на КЕИ Македонија. Одложено уште едно рочиште за случајот Пендиков. Македонците јадат двојно повеќе сол од препорачаниот дневен внес. Утре генералка викенд и во Охрид. За најавените и за останатите настани од денес ќе ве информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Денес во Охрид имавме умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Максималната дневна температура изнесуваше 17 степени Целзиусови. Во четврток во северозападна, западна, југозападна и централна Европа, како и на северот, Апенинскиот и Балканскиот полуостров, ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Во останатите делови од Европа ќе преовладува претежно сончево време со локална облачност. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува претежно сончево време со појава на локална облачност и потопло со пораст на дневните температури. Локално во централните предели се услови за локални врнежи од дожд. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 18 до 27 степени. Во Македонија во петок посвежо утро со пат на утринските температури кои што ќе се движат во интервал од 4 до 14 степени. Во текот на денот ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Ќе биде ветровито и потопло. Максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 18 до 27 степени. Во Охрид во петок ќе превладува претежно сончево време со локална облачност и потопло. Ќе дува до умерен југоисточен ветер. Минималната температура од 9 степени, додека пак дневната ќе достигне до 22 степени. Во Охрид во сабота ќе преовладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност и со дневна температура која што ќе достигне до 26 степени. Во доцните попладневни часови ќе има услови за појава на врнежи од дожд и грмотевици. Во недела и понеделник претежно сончево време со локална облачност, а попладне нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици. Минималната температура од 12 степени, додека пак дневната ќе достигне до 25 степени. Тамаро е 25 години охридски водички лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет.
Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет повеќе од 50 години. Хемиско чистење Хембој. Аре, ги крена рампине? Абе, немам. Знам дека во Кармен рампи ги имат кренато за цел град. Зашто ќе има таму? Многу големи настани, многу големи изненадувања. Овој четврток и петок, 16 и 17 мај, поведете кон Кармен Бау Центар Охрид. Специјални попусти ве очекуваат за фасадни системи и системи за сува градба. А за вас, кои барате квалитетни ламинатни подови, не пропуштајте ги цените од само 299 денари, како и плочки по неверојатна цена од 499 денари. О, дешавка. Големи попусти ве очекуваат и на опрема и алати за вашата градина, а исто така ќе добиете 20% попуст на сите производи во Кармен Бау Центар. Можеш ли? Ако не можеш, турни го за пивцето. И не заборавајте да ги обележите датумите во вашиот календар. 16 и 17 мај, Кармен Бау Центар Охрид. Попусти колку сакаш. Јадење, пиење без пари. Ова го има само во Кармен Бау Центар. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Ке се подобрува квалитетот на живот на диабетичарите во Охрид. Се реафирмира Сдруженијето на диабетичари, ке се организираат бројни настани за едукација на оваа категорија граѓани. Недостиг на инсулин, игли и ленти за мерење шекер во крвта се едни од најголемите проблеми со кои се соочуваат диабетичарите во земјава и во Охрид. За подобрување на квалитетот на животот на оваа категорија граѓани им недостигаат анимации, дружење, ивенти и едукација. Веќе се реафирмира и реорганизира Сдруженијето на диабетичари во Охрид и се почесто се организираат настани, а наскоро се планира и воведување на психолошка поддршка. Една од работите кои што понатаму сакаме да ги правиме, бараме начин како да ги мотивираме и помладите да се приклучат, затоа што ево конкретно на мојата прва средба кога ја имав со нив, кога разговаравме за она што нив му е потребно, сите едногласно како под копирка ставени кажа дека нивниот проблем се лентите, дека нивниот проблем се иглите за боцкање, дека нивниот проблем е инсулинот, меѓутоа сега како влегуваме од активност во активности, самите прашува што ќе е следно, добро не е ова, добро е ова, значи квалитетот на животот му се подобрува со работата на Сдруженијето и уствари тоа е она што може би му треба, поддршка. Ние понатаму имаме значи планови да има психолошка поддршка и од други представници на разни институции, затоа што сепак диабетот е една состојба малце комплексна, која што ето луѓето може би ги фрла во некоја сенка депресија и една од целите наши е значи да го реанимираме Сдруженијето. Неодамна со рекреативно пешачење и вежби беше одбележан денот на физичката активност. Диабетичарите се едуцираа за употреба на микробилки во исхраната, но и рецепти на здрави колачи прилагодени за лица со диабет. Го организиравме тој прекрасен настан. Викам прекрасен затоа што после неговото завршување имаше големо задоволство и кај присутните, меѓутоа кај оние кои што ги водеа нашите активности, така да станува збор за една рекреативна
движење на група диабетичари кои што тргнаа од градскиот кеј до тревникот кај плажата Куба Либре. Таму извршивме мерење на шеќер рандом на одредена група на луѓе за да видиме како се одвива шеќерот пред почетокот на физичката активност. Понатаму имавме дел каде што Сања Бачевска имаше мини промоција на незината работа со микробилките, каде што ни објасна некои работи околу нивното значење, нивната вредност, како тие може да се одгледуваат во домашни услови и што значи микробилката за диабетичарите, како може да се комбинира со друга храна. Имавме дегустација на домашни крекери со домашен намаз со микробилки, чисто да се проба и тој дел од работата. А веднаш после тоа со Катерина Стојановска, значи професор по физичка култура, имавме половина час физичка активност. Над 5000 луѓе од Охрид се лица заболени од диабет, а Сдруженијето на диабетичари во Охрид засега брои само 50 на регистрирани членови. Кардиолошки центар Охрид утре ќе врши бесплатни прегледи на граѓаните на Ке Македонија, со што ќе го обележи светскиот ден на хипертензијата. Покрај прегледите, стручни лица ќе делат совети и информативни материјали за подигање на свесноста на граѓаните за значењето на хипертензијата како еден од најзначајните ризик фактори кои го засегаат здравието на луѓето. Специјализираната болница за превенција, лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања Охрид и оваа година се приклучува во одбележувањето на Светскиот ден на хипертензијата, како една од активностите со кои придонесува во превенција на кардиоваскуларните заболувања. По повод Светскиот ден на хипертензијата, утре, Крка Фармадуел Скопје во соработка со специјализираната болница Свети Стефан ќе организира настан за подигнување на свесноста на граѓаните на општина Охрид за значењето на хипертензијата како еден од најзначајните ризик фактори кои го засегаат здравието на луѓето. Оваа година го потенцираме значењето на физичката активност во превенција од кардиоваскуларен настан и мозочен удар, со поттикнување на граѓаните на физичка активност и придржување кон препораките за превенција или терапија доколку се веќе дијагностицирани, велат од кардиолошкиот центар Свети Стефан. За таа цел, утре во периодот од 12 до 15 часот ќе се прават бесплатни прегледи на граѓаните на два означени пунктови на кеот на Охридското езеро, каде ќе се мери крвен притисок и ќе се делат совети и информативни материјали од страна на докторите од оваа здравствена установа и присутни представници од фирмата Крка. Во настанот ќе бидат вклучени и пациенти кои се на стационарна кардиорехабилитација. Хипертензијата или покачен крвен притисок, согласно податоците на Светската здравствена организација, е одговорна за 7,6 милиони смртни случаи годишно на светско ниво, или 13,5% од вкупниот број смртни случаи, повеќе од било кој друг ризик фактор по здравието. Околу 54% мозочни удари и 47% од коронарната артериска болест се предизвикани од покачен крвен притисок. Македонците јадат двојно повеќе сол од препорачаниот дневен внес од Светската здравствена организација. Институтот за јавно здравје апелира до граѓаните да внимаваат на употребата на овој зачин во исхраната за да го заштитат своето здравје. Мотото на годинешната недела за подигнување на свесноста за солта е време да се сврти вниманието на солт, истакнувајќи го прашањето за скриената сол или натриум во многу преработени и ултрапреработени производи во исхраната. Во многу земји 3/4 од натриумот во исхраната доаѓа од ултрапреработена и преработена храна како што се лебод, сосови, преливи, крекери и колачина, готови оброци, преработки од месо и сирења. Светската здравствена организација препорачува дневен внес на сол во организмот не повеќе од 5 грама на ден, а во Македонија просечен дневен внес на ден е 12,1 грам. Институтот за јавно здравје на Македонија, како чувар на здравието на граѓаните, им препорачува да го ограничат внесот на солта на 5 или помалку од 5 грама дневно. Солта е важен зачин и најзначајниот извор на натриум. 1 грам сол содржи 0,4 грама натриум. На човекот му се потребни мали количества натриум за регулирање на телесните течности и да ги одржува клучните телесни функции, но внесувањето премногу сол го покачува крвниот притисок, кој е главен предизвикувач на мозочни и срцеви удари, кои се причина за најголем број умирања и инвалидитет во светот. Денеска во Основниот суд во Охрид требаше да продолжи судењето за случајот Пендиков, но рочиштето беше одложено поради непојавување на двајца сведоци на обвинителството.
Според адвокатот на одбраната, полицијата, не обезбедувајќи го присуството на сведоците, не си ја завршила работа согласно Законот за кривична постапка. Одложено уште едно рочиште од судскиот процес за случајот со нападот врз Христијан Пендиков, поранешниот секретар на згаснатиот бугарски клуб во Охрид. Причина за денешното одложување е тоа што во основниот суд во Охрид не се појавија двајцата сведоци предложени од обвинителството кои требаше да дадат исказ пред судскиот совет. Полицијата не успеала да го обезбеди нивното присуство на судењето бидејќи не биле дома. Недоаѓањето на сведоците е неспроведување на законски одредби од страна на полицијата, кажа адвокатот на обвинетите Димитар Цобоски. Или неспроведување или незнаење на законот. Бидејќи не е доволно само да се констатира, никој не отворил врата. Се знае во себе наредбата за приведување што содржи, така да полицијата треба да си води сметка и да го применува законот онака како што е предвидено. Непојавувањето на сведоците на денешното рочиште за застапникот на оштетениот Пендиков е несериозно. Нивното неспроведување на рочиштето зборува дека институциите на системот потврлаат, изјави адвокатот. Дали биле клучната вечер заедно со обвинетите или со оштетениот, тоа ќе видиме допрва, ќе произлезе од нивниот исказ кој што ќе го дадат тука пред судот. Во секој случај, ваквото нивно недоаѓање и неспроведување од страна на МВР, СВР Охрид ја одолговлекува постапката непотребно. Како што можете и самите да видите, доаѓаме, рочиштата се одржуваат само кога да се презакаже за некој следен датум. Во постапката допрва треба да се сослушаат сите сведоци, вешти лица од областа на медицината и информатичките технологии, а доколку одбраната смета дека е потребно, може дополнително да се сослушува и оштетениот. Доколку сведоците не може да се пронајдат, како што беше констатирано на денешното рочиште, судот може да побара определување притвор поради судење, нешто што денеска и беше најавено од страна на судијата Бојан Мартиновски. Наредното рочиште е закажано за 12 јуни. Пендиков беше нападнат на 19 јануари 2023 година во угостителски објект на Кеот на Охридското езеро, а за нападот се обвинети Илија Спасевски и Борче Ангелов, кои се товарат за кривично дело напад од омраза со тешки повреди. Во сабота, 18 мај, во Охрид ќе се одржи трибина за аутизмот во Македонија. Трибината ќе се одржи во зградата на општина Охрид со почеток во 12 часот. Аутизмот во Македонија, лет во место или прогрес е насловена трибината што во сабота, 18 мај ќе се одржи во Охрид. За моменталната состојба со аутизмот во Македонија, на трибината ќе говори професор доктор Владимир Трајковски. Свој искуство како родител на дете со аутизам ќе сподели Валентина Павловска-Златановска, а модератор на трибината ќе биде Александра Сабрас Апостолова, дефектолог во Општа болница Охрид со долгогодишно работно искуство на полето на проблематиката со аутизмот. Настанот е во организација на Македонско научно здружение за аутизам. СВР Охрид ги спроведува кампањите Мојот полицаец, наменета за дечиња од предшколска возраст, и безбедни матурски прослави, наменета за матурантите. Во рамките на превентивната кампања на СВР Охрид Мојот полицаец, вчера деца од предшколска возраст од централната градинка Јасна Ристеска ја посетија полициската станица за безбедност во сообраќајот Охрид. На најмладите им беше презентирана дел од опремата и материјално-техничките средства што ги користат сообраќајците во секојдневната работа, како и полициските возила и моторциклите што предизвика најголем интерес кај децата. Во разговор, полициските службеници на децата им објаснија колку е важно да се почитуваат сообраќајните знаци и како треба безбедно да се учествува во сообраќајот, информира портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски. Предходно на 14 мај, одсекот за превенција при СВР Охрид во рамки на кампањата Безбедни матурски прослави во Охрид и Кичево организираше едукативно-превентивни работилници во неколку средни општински училишта. При тоа на работилницата наменета за матурантите, полициските службеници низ интерактивна комуникација ги запознаваа учениците со потребата од безбедно прославување на матурските вечери, избегнување на користење алкохол, а посебно неуправување моторни возила под дејство на алкохол, зачувување на јавниот ред и мир за време на матурските прослави, но и за одговорностите со кои би се соочиле доколку има кршење на соодветните законски обврски и непочитување на законските правила и прописи, информира Димовски. Генералка викенд и во Охрид. Ќе се чистат плажите од хотел Метропол до кампот Елешец
Горица, Свети Стефан и село Пештани, а основните училишта од Охрид и Градинката ќе учествуваат со чистење на своите дворови. Општина Охрид и јавното предпријатие Охридски комуналец се приклучуваат кон големата акција за чистење Генералка викенд, која ќе се одржи утре 17 мај со почеток во 9 часот. Според планираното, во Охрид ќе се чистат плажите од хотел Метропол до камп Ележац, Горица, Свети Стефан и село Пештани. Во акцијата ќе земат учество и Шпаркасе банка и Костал Македонија. Основните училишта од Охрид и Градинката ќе учествуваат со чистење на своите дворни места. Целта на акцијата е подигнување на еколошката свест за одговорност кон животната средина и природата. Општина Охрид ги повикува сите заинтересирани граѓани да земат учество во акцијата. Оваа година во акцијата Генералка викенд ќе се чисти во сите општини и на околу 300 локации. Во акцијата се очекува да учествуваат повеќе од 16.000 волонтери, над 200 организации, граѓански, спортски и пензионерски здруженија и повеќе од 300 образовни институции. За секој 10 килограми собран отпад, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, заедно со национални шуми, посветуваат по едно дрво во нивните годишни планови за пошумување. Оваа еколошка акција е во организација на компанијата Man and Mountain со поддршка на Пивара Скопје, Пакомак и Нула отпад. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Премиерот на Словачка Роберт Фицо, кој вчера беше тешко ранет во пукање во градот Хандлов, се наоѓа во сериозна, но стабилна состојба и го чека уште една операција, соопштено е денес на пресконференција од болницата во Банска Бистрица. Напаѓачот пукал 5 пати, пошто полицијата веднаш го привела. Како што пренесуваат словачките медиуми, полицијата го обвинила напаѓачот на премиерот за убиство со умисла и се соочува со казна затвор од 25 години или доживотен затвор. Полицијата се уште не го објавила идентитетот на напаѓачот, но некои медиуми пренесуваат дека тоа е 71 годишен писател и политички активист Јурај Цинтула, кој рекол дека тоа го направил затоа што не се согласувал со владината политика за ликвидирање на масовните медиуми и дека е горд на својот чин. Путин во посета на Кина. Ова е прва меѓународна посета на рускиот председател откако го започна својот 5ти мандат. Председателот на Кина Си Џинпинг изјавил дека Кина е подготвена да продолжи да игра конструктивна улога во воспоставувањето мир и стабилност на европскиот континент. Позицијата на Кина во однос на Украина е јасна и конзистентна. Кина и Русија сметаат дека е правилно да се реши украинската криза со политички средства, рекол кинескиот председател. Кина е подготвена да соработува со Русија со цел да останат добри соседи, добри пријатели и партнери кои си веруваат еден на друг. Да продолжиме да ја поддржуваме правичноста и правдата во светот, изјавил Си, пренесува CNN. Путин посочил дека енергетиката, индустријата и земјоделството се меѓу приоритетите на соработка меѓу двете земји. Посебно се осврнал и на рекордната меѓународна трговија меѓу нив, која минатата година потврдила дека Кина е економски партнер на Русија. 3 лица загинале, а 16 се повредени во експлозија на киоск кој бил лоциран во стамбена зграда во германскиот град Дизелдорф. Експлозијата се случила синоќа, а од повредените двајца се наоѓале во животна опасност. Противпожарната служба соопштила дека киоскот целосно изгорел, а пожарот го зафатил и првиот кат од стамбената зграда, како и 4 автомобили кои биле паркирани во близина. Лице од противпожарната служба кажало дека на едно од телата имало повреди кои не биле предизвикани од експлозијата или од пожарот. Полицијата се сомнева дека пожарот бил предизвикан за да се прикријат трагите и дека истрагата е во тек. Бајден и Трамп договорија 2 телевизиски дуели пред изборите на 5 ноември. Иако ниту еден од нив се уште не е официјално именуван за председателски кандидат од сопствената партија, порано од вообичаеното и самоиницијативно преку социјалните мрежи, Бајден и Трамп се согласија да ги одмерат силите на ТВ дуели. Првиот дуел е закажан за 27 јуни на CNN, а според телевизијата дебатата ќе се одржи во Атланта во сојузната држава Џорџија. Вториот ТВ дуел е закажан за 10 септември и ќе се емитува на телевизијата ABC. Трамп на неговата социјална мрежа Truth Social напишал дека сам ќе си организира превоз за дебатите, а Бајден на социјалната мрежа X напишал дека ќе дојде со председателскиот авион кој планира да го задржи уште 4 години. Го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Пријатно.